Почитувани, денешнава моја тема гласи трпеливоста е плод на Светиот Дух или е плод на Духот. Библиско трпение, силата на чекањето. Апостол Павле во Галатјаните 5 глава 22 стих вели: а плодот на Духот е љубов, радост, мир и трпение. Трпението не е само доблест, туку и духовен плод. Тоа значи дека не можеме вистински да бидеме трпеливи без Светиот Дух. Ние како луѓе не се раѓаме трпеливи. Тоа е резултат на живот исполнет со вера во Исус Христос. Колку повеќе сме во заедништво со Бог, толку повеќе расте трпението во нас према другите или спрема другите. Бог е примерот на нашето трпение или за трпение. Во 2 Петрово писмо, 3 глава, 9 стих, Петар ќе рече: Господ не доцни советувањето, како што некој мисла дека доцни, туку долго време трпи за вас, не сакајќи некој да загине, или никој да загине, туку сите да дојдат до покаяние. Почитувани, Бог не се однесува според нашето време. Тој е трпелив, затоа што сака луѓето, сите, да се спасат. Ако тој е трпелив со нас, ние сме повикани да бидеме трпеливи со другите. Неговото трпение ни дава време за покаяние, а тоа е израз на совршена љубов. Трпението како такво или како доблест и плод на Духот се покажува и во неволите. Зошто? Апостол Павле во Римјаните 5 глава 3 стих запишал: и не само тоа, туку ние се фалиме и во неволите, знаејќи дека неволјата произведува трпение. Трпението не се гради кога се оди добро, кога е се подмачкано. Тоа се изградува преку тешкотии, маќи и неволи. Бог не дозволува страдања без причина, зашто тие ја обликуваат нашата вера и карактер. Неволјата е Божја алатка за градење трпелива душа. Верник кој што ќе се научи да биде трпелив. Како што псалмистот во 5 псалм ќе рече: го повикувам Господа секој утро, се молам и чекам на Господ. Трпението бара доверба во Божјото време, не нашето време. Добро е човек да се надева и да молчи, чекајќи го спасението или избавувањето од Господ. Тоа е запишано во Плач Еремиин, 3 глава, 26 стих. Молчењето и чекањето се спротивно на нашата природа, но тие се израз на доверба. Кога не гледаме решение, Бог се уште работи, тој има решение. Трпението значи да му веруваме на Господ, дури кога не знаеме кога и како тој ќе одговори. Трпението е знак на духовна зрелост. Трпеливоста, ќе рече апостол Јаков, нека го изврши своето дело до крај, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Јаков, 1 глава, 4 стих. Бог користи трпение за да не усоврши. Ако брзаме да излеземе од процесите што Бог ги користи за наше изградување, тогаш ја попречуваме неговата работа во нас. Зрелоста со трпеливо поднесување и соработка ќе вроди да исполнуваме и Божјата волја. Да го земеме за пример Јов. Апостол Јаков, истиот тој, во 5 глава, 11 стих ќе рече: ете, ние ги нарекуваме блажени оние што истрајаа. Сте слушнале за истрајност или трпеливоста на Јов и знаете за крајот што му го даде Господ, зашто Господ е многу милостив и милосрден, долго трпелив. Јов изгуби се.
имаше тешка болест, жената го искушуваше да похули да умре, пријателите, несвесни или свесни, го навредуваа со тоа што му велеа дека нешто сгрешил, затоа го снајде се тоа. Но Јов се бранеше. Тој имаше цврста вера и љубов кон Господ и не ја изгуби верата до крај. Неговиот пример ни покажува дека трпението носи благослов на крајот. Јов беше навистина благословен до крајот на животот. Дури кога не разбираме зошто страдаме, Бог е праведен и неговата добрина ќе се покаже во свое време. И последно, Исус е најголемиот пример на трпение. Зошто? Например, апостол Петар во Прво Петрово писмо, 2 глава, 23 стих ќе рече: кој кога го навредуваа, не возвраќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше, се мисли на Исус, туку сему се доверуваше на оној кој суди праведно. Тоа значи на Бог Таткото. Исус Христос, нашиот Спасител, не само што проповедаше трпеливост, тој го живееше тоа трпение. На крстот, во страдањето, во предавството, тој остана трпелив и потполно предаден на волјата на Таткото. Ако сакаме да бидеме како Него, треба да го следиме Неговиот пример на трпеливост во болка, неправда и разни други нешта. Трпението не значи пасивност, туку активна вера. Тоа е одлука да му веруваме на Бог, да не се откажеме и да останеме верни на Господ, дури и кога не гледаме веднаш резултати. Библиското трпение е сила, а не слабост. Затоа сите Божји деца во Библијата изјавиле и рекле: се молам на Господ и чекам. Чекам трпеливо. Господ да ве благослови, почитувани. Амин.